Филип Петровски мери од коалиција. Филип Петровски не мери од коалиција. Добро, сега се подобрува ситуацијата со короната, заврши пандемијата, беше конгресот одложен поради пандемијата, бидејќи сега нема пандемија. Наводно. Бидејќи сега нема пандемија, мислам дека треба да го продолжите конгресот. Нели мојот беше ќе се одложи ради пандемијата, не може да се закупи Борис Трајковски и би требало да биде конгресот на 5 мај. Се тоа помина, конгрес нема. Види Васко, мене искрено ми беше јасно уште на првата средба во Мериот дека конгрес на тој начин ќе нема. За жал, она стигма, еве, или ако сакаш негативен одеон што се стави со името Мериот коалиција, си ја заврши работава. Јас си во претходната емисија... Постојано вас. Значи, тамо не е Сашо, не е Тодоров, не се луѓето нели кои се појавија на таа средба или на таа организација на Мериот коалицијата, туку главната стигматизација ви ја прават вас. Филип Петровски мери од коалиција. Да. Филип Петровски не направи конгрес. Филип Петровски не успеа да организира конгрес за смена на Мицкоски, така натаму и така натаму. А вие всушност се боревте против мери од коалицијата која го донесе Мицкоски на чело на ВМРО ДПМН декември 2017 година. Точно. Значи, ако на некој треба да му биде благодарен и на некој му должи Мицкоски, тоа е Сашо Мијалков. Бидејќи без Сашо Мијалков, без импрегнацијата на сите можни ресурси и делегати, да не речам скоро на сила за Валандово, таму во Валандово нити ќе се одржеше конгрес, нити ќе имаше и првиот ден при отварањето на конгресот и немаше мнозинство присутни делегати. Значи не имаше кворум. Со самото тоа што нема кворум, конгресот е нелегитимен. Па вториот ден, односно првиот ден, се вртат телефони, се врши притисок да дојдат некои делегати за утре дента да се соберат мнозинство присутни, да тоа делува, да личи на некој конгрес. И тогаш ги собираат, нели, Пандов, Даштевски и други, тоа сум го спомнал овде во емисија, собираат некои луѓе кои што сметаат дека се препознатливи. Како сватови ги носат тамо. Да, како декорација. Како декорација. Како декорација, да. И чебана. Да. Што викате вие кумановци. Да, и ги редат таму за да делува дека има некаква екипа на луѓе собрани позади Мицковски. Луѓето како се наместени таму е многу индикативно, таму седи човек од УДБА, односно соработници на тајните служби до Мицковски. Значи се праќаат сигнали дека ДТВ сме го избрале и треба да се подржи, меѓутоа конгресот е нелегитимен. И во сета таа, значи целата таа слика што се прави, че таа слика е наменски направена, кој како седи и како ги сликаат прв ред, втор ред, целата таа работа е вредува Сашо Мијалков. И за тоа треба да му биде благодарен Мицковски на Сашо Мијалков. И кога дојде Сашо, кога ме викна, еве сакам да се знае, бидејќи нели правиме емисии кои што остануваат, нели треба да остават трага во вечноста, во историјата. Значи Сашо кога ме викна, ја му кажав, Сашо ти го стави него, не го ставив ја. Сашо Мијалков. И јас не бев на тој конгрес. Сашо Мијалков. Да. Ви се јави? Да. Јас отидов таму. За да правите нов конгрес? Да. За смена на Ајде да го смениме Мицковски. Ја реков, окей, јас сум делегат. И дадоа таму список, јас се потпишав. И кога прашавте? Да. Кои се причините зошто сега го менувате Мицковски, а зошто сте го донеле? Зошто не го направивте на 16 јули, веднаш или еден ден после поразот, кога постоеше расположение тоа да се направи? Да. Туку тоа се пролонгираше како лесковачки воз, да. Па ноември, па декември, па има избори во Штип. Па да не биде ладно, да биде водици, да поминат празниците Божи водици. Па ги има, па ги нема. Па ги нема. Па има делегати на список, па нема делегати на список. И дојде конгресот да биде закажан во периодот кога Сашо Мијалков треба да ја добие пресудата. Па некој сака да се потпише, па некој не ќе да се потпише, па некој му чинел Сашо, на некој не му чинел Сашо, на некој му чинел Филип, на некој не му чинел Филип. И колку беше тоа реално? Од една сегашна временска дистанца? Искрено кажано, не само од сегашна временска дистанца, него и од дистанца на лице место, јас гледав дека нема услови да се направи конгрес. Толку е мокен Мицковски не, да спречи да се направи конгрес? Не, нема врска Мицковски. Мицковски е само кукла.